Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Пожарот во Кочани ја зеде 60-та жртва. Според информациите објавени утрово, управителот на фирмата која стои за дискотеката Пулс, Александар Карадаковски, починал во болница во Литванија, каде што беше испратен на лекување. Според неофицијалните информации, тој бил вработен како шанкер во клубот, но истовремено бил и управител на фирмата МММ Кафе. Информацијата утрово ја потврди и министерот за здравство. Да, за жал утрово пред 2 часа пред да тргнам за Ликово, ја добив лошата вест дека еден пациент е починат во Литванија, кој што беше од тие 4 пациенти најкритичниот. Од 1 април му откажа и работата на бубрезите, практично беше ставен на диализа и за жал утрово ја добив лошата информација дека тој починал, така да се надеваме другите критични кои што се да се подобри состојбата. Инаку пациентот кој што почна, само информативно да кажам, че 30% од телото беа со изгоретини. На крај, не на крај, од почеток, главниот проблем беше инфекцијата, што ја доби поради огромен број, огромна површина на рани кои што ги имаше на телото. Да се надеваме другите критични да поминат подобро и да ни се вратат во државата. А од СДСМ денеска бараат да биде приведени некои од актуелните началници на Кочанската полиција, откако претходно 30 дена притвор добија 7 поранешни началници на СВР Штип и полицијата во Кочани. Најтешката трагедија во поновата историја на нашата држава, трагедијата во Кочани, однесе уште една жртва. Болката е се уште огромна, а прашањата за одговорност за институционални пропусти се погласни. Трагедија со вакви тешки последици, со толку голем број на жртви, повикува на неселективна истрага и одговорност од сите. Но и покрај сите пропусти, непосредно на денот на кобната ноќ и пред тоа, се уште ниту еден командир, инспектор, началник или функционер на МВР од ОВР Кочани, СВР Штип или Бирото за јавна безбедност не е повикан на распит, ниту опфатен со истрагата. Наместо да ја поздрави брзата реакција на МВР, СДС преку децата на Заев шири лаги и невистини, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. СДС што побрзо да свати дека нема веќе како досега, толку подобро за нив. За разлика од модуларната болница, Дурмотурс, Беса Транс, Стабри и многу други случаи, сега уште во првите 48 часа имаше приведени над 30 лица. Сега таа бројка е зголемена и доколку има потреба, сигурно ќе се зголемува и дополнително. Срамно е СДС да говори за селективна правда, кога меѓу осомничените има луѓе кои се членови на СДС и на ВМРО ДПМН и на ДУИ. Кога е време за правда и одговорност, нема тука мешање на етничка или партиска припадност, велат од ВМРО ДПМН. Договор за работни групи кои заеднички ќе ја туркаат реформската агенда падна на вчерашната прва средба меѓу лидерите на двете најголеми политички партии. Мицкоски и Филипче по средбата, која траеше нешто помалку од 2 часа, излегоа со прилично оптимистички ставови. Опозицијскиот лидер веднаш по средбата рече дека имал конструктивен разговор со премиерот во кој се договориле да номинираат експерти кои ќе работат на решенија поврзани со законските измени кои се дел од реформската агенда. Во соопштение по средбата од владата порачаа дека е неопходно да се мобилизираат сите напредни поединци и структури кои можат да дадат свој придонес на патот за развој на земјата. Од таму додаваат дека македонските државни интереси треба да бидат појдовна точка во разговорите за секое прашање. Мицкоски вчера доцна попладнето во телевизиско интервју рече дека е отворен за вакви средби со сите лидери на политичките партии кои тоа ќе го побараат од него. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова и денеска продолжува работната посета на Бугарија, во чии рамки во текот на денот предвидена е средба и со бугарскиот претседател Румен Радев. Последната средба меѓу Силјановска и Радев беше на маргините на конференцијата за климатски промени во Баку лани во ноември. Тогаш од кабинетот на претседателката информираа дека било разговарано за потребата од унапредување на македонско-бугарските односи, за надминување на отворените прашања меѓу двете држави, како и за можностите за продлабочување
подсилување и динамизирање на билатералната соработка во повеќе области од взаемен интерес. Бугарскиот претседател Радев укажал на потребата од брзо решавање на отворените прашања. Силјановска вчера беше во Софија и ги посети повредените во пожарот во Кочанскиот клуб Пулс. На покана на генералниот секретар на НАТО, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера и денес учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО, кој се одржува во седиштето на Алијансата во Брисел. Состанокот представува добра можност министрите заеднички и во поширок формат да се осврнат на актуелните безбедносни случувања кои имаат импликации за европскиот континент и пошироко порачуваат од министерството. Фокусот на првиот ден од состанокот беше ставен на состојбите поврзани со руската агресија врз Украина, при што беше реафирмирана силната поддршка за дипломатските напори предводени од САД за постигнување прекин на огнот и траен долгорочен мир преку политички диалог и почитување на меѓународното право, порача од Министерството за надворешни работи во писмено соопштение. Судењето за убиството на Вања и Панче продолжува денеска со сведочење на обвинетиот Владко Кешишев. На денешното рочиште предвидено е прашање да му поставува обвинетиот Љупчо Палевски и неговиот бранител. На последното рочиште Кешишев изјави дека Панче и Вања првпат ги видел во објавите на социјалните мрежи за нивното исчезнување. Тој сведочеше за нивните грабнувања, при што според неговите одговори за истите во главно имал улога да биде стражар. Рече дека бил под силно влијание на Палевски и дека не бил свесен за своите дејства. Малолетната Вања и велешанецот Панче беа пријавени за исчезнати на 27 ноември, а на 3 декември 2023 беа пронајдени мртви во близина на Скопје и Велес. Телесни повреди заработило 8-годишното дете кое преминувајќи улица во Скопски Бутел беше удрено од мотоциклист кој не застана да му помогне и побегна од местото на несреќата. Откако видеото вчера стана вирално на социјалните мрежи, полицијата успеала да го идентификува возачот и против него ќе поднесе соодветни кривични пријави. Според информациите кои ги објави МВР, настанот се случил во средата во 14 часот, кога 63 годишен скопјанец управувајќи мотор удрил во 8-годишното дете која преминувало улицата, при што го напуштил местото без да укаже помош. Од МВР најавуваат 2 кривични пријави за безобзирно возење и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна несреќа. Уште една вест поврзана со видео на социјалните мрежи кое е вирално од утрово. На него може да се видат граѓани кои во центарот на Скопје снимаат возило на ПААК службата и полициски службеник кој одбива да го подигне луксузното Порше паркирано на велосипедската патека. Паркираното возило на оваа патека не е на полицаец, информираат од МВР за Сител. По неколку минутна расправија и откако полицаецот се консултираше со некого, ПААК службата сепак го крена возилото. Настанот за кој прашувате се случил на 22 март годинава. Возилото е подигнато од страна на ПОЦ и од страна на СВР Скопје, издаден е платен налог. Исто така ви информираме дека предметното возило не е собственост на полициски службеник, велат од Министерството за внатрешни работи за Сител. Реагираше и градоначалникот на Центар, кој што објасни дека ПОЦ подига возила само по налог на полициските службеници. Поевтино е да летаме до Италија отколку да патуваме до Струмица со повратна карта. Студентите бараат од надлежните да ги намалат цените на автобуските билети од градовите во внатрешноста до Скопје, согласно Националната стратегија за млади усвоена од Собранието. Во неа стои мерката донесување одлука за намалување цени на меѓуградскиот автобуски превоз за средношколци и студенти на територијата на целата држава и зголемување на редовноста на овие линии. Одредени градови, покрај тоа што немаат попуст за студенти, немаат ниту повратна карта. Таков е примерот со Струмица, каде што картата во еден правец изнесува 680 денари, а бидејќи немаат повратна карта, студентите за да патуваат во два правци треба да платат 1360 денари. Момент е и тоа што одредени градови немаат повратни карти, што навистина е жално што поскапи се картите од авионски билети до Венеција, Германија, не знам, Виена и слично. Така да
и за ова ќе апелираме во однос на барем доколку не може се овозможи соодветен попуст, барем да се направи повратен билет. Охрид, но и Ресен имаат сериозни проблеми со депонијата Буково, која повторно е запалена. Димот се шири и ја загадува животната средина, што ги загрижува екологистите. Нина Ритоновска на оваа тема. Изминативе 2 недели депонијата Буково интензивно чади. Отпадот е запален на неколку локации. Чадот се шири не само на Охридска, туку и на Ресенска страна. Ситуацијата е алармантна, како од здравствен, така и од еколошки аспект. Иако запалениот отпад постојано се насипува со земја, од неа се шири непријатен мирис, а загадениот воздух негативно влијае врз човековото здравје. Буково во последните 2 недели, всушност таа депонија веќе 3 децении се наоѓа во очина состојба, гори, но последните 2 недели е алармантна состојбата, бидејќи се крева бел чад и не знаеме точно ни каков отпад всушност се гори. Имаме снимки на 23 километри од Буково, каде што се гледа чадот. Имаме снимки каде што се гледа како се слева кон преку Коселска река, котлината кон Охрид, Косел, кон Ресенска страна и добиваме многу барања и прашања од Крушјани особено. Тоа село се наоѓа на многу блиска воздушна далечина од Буково. Тие се најизложени. Прашуваат што се случува и што всушност треба да правиме за да некако ги натераме надлежните да реагираат. Од збогум Буково апелираат да се пробуди прашањето докаде се првичните мерки за намалување на ризикот од пожари на депонијата. Тоа е стара депонија. 5 децении не за јадрото и гори. Таа е полна со метан, кој што се ослободува при распаѓање на материите и нези и гори јадрото. Значи таа внатре е и запалена сама. Не е потребно многу за да тоа почне да чури и да гори така. Значи ние не знаеме докаде сме со мерките и многу би сакале. Ова го апелираме уште од минатата година. Ова се работи кои што можат веднаш уште сега да се преземат. Значи еве сега како што стоиме и да започне да се гради оградата, да се стави таму лице кое што ќе контролира, да почне да се носи земја секој ден и да се има барем малку увид за да не гори толку многу. Препораката за решавање на депонијата Буково е најтешко решлива од сите препораки и покрај тоа што беше најавена изградба на регионална депонија кај Новаци. Граѓаните од Битолскиот регион се против тоа. Бараат надлежните да најдат друга локација за реализација на проектот. За нив спорно било тоа што на депонијата кај Новаци сметки одлагаат 18 општини од југозападниот регион. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Интензивните врнежи од дожд го зголемија водостојот на реките, но тоа не е доволно за да се наполни браната Калиманци, од каде земјоделците чекаат вода за наводнување. Поради тоа, нашиот штипски дописник јавува дека сидбата на Оризот ќе почне полоцна. Од Штип го имаме Трајан Ристовски. Интензивните врнежи од дожд двојно го зголемија водостојот на река Брегалница. Последните 10 денови само во Штип наврнаа 110 литри на метар квадратен, или 1/4 од вкупното количество на врнежи во текот на минатата година. Штипјанецот Киро Маџунаров, кој речиси 3 децении го мери водостојот на дневна основа, вели дека последните мериња покажуваат 130 литри вода во секунда. За овие последни неколку денови што беа врнежливи, водостојот битно не се промени. Само ќе ви кажем еден податок за Брегалница, дека во месец март 15 дена имаше 64 сантима. Сепак, ова количество вода не е доволно да се наполни браната Калиманци. Во моментот во акумулацијата се влеваат 16 метри кубни вода во секунда и е полна до половина, односно со 57 милиони метри кубни вода. Обилни врнежи имаше само во Берово, скаде заврнаа 100 литри на метар квадратен. Делчевскиот и Каменичкиот регион беше послаб со врнежи, да беше исто како во Берово, тогаш можеме да кажеме слободно дека имаме комплетна вода за наводнителната сезона. Имајќи во предвид дека на нас ни се потребни околу минимум 90 милиона метри кубни акумулирана вода за да ја истераме успешно наводнителната сезона, значи ни недостасуваат околу 30 милиона метри кубни вода. Од овие причини се идбата на ориз годинава ќе доцни, а оризопроизводителите во Кочанско поле вода за наводнување може да очекуваат после 15 април. За Сител, Трајан Ристовски.